Почитувани одвесните на Канал Плюс, веќе слушнавте дека Прешернов ден се одбележа и во Кочани. Тоа е во чест на Франце Прешерн, словенички поет кој многу направил за словеничката култура и поезија. Но ваков ден за прв пат се одбележува во Кочани, а во Македонија од самото осамостојување на државата. Само да споменам дека тоа е најпознат словенички поет кој починал 1849 година, но направил многу за словеничкиот народ. Повеќе за него и за активностите на Словеничкиот центар Скопје, кој беше организатор на самиот настан во Кочани во основното училиште Малина Попиванова, ќе ни каже нашиот гостин Сашо Стојковски, претседател на Словенички центар Скопје. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата на Канал Плюс. Благодарам за поканата и благодарност до Канал Плюс, што ни овозможи да кажеме нешто повеќе за овој настан и бидејќи го покривате овој настан како телевизија. Соработката со Основното училиште Малина Попиванова од Кочани оваа година ја остваривме со помош на директорот Ивица Цимбалевич. И навистина сме благодарни што имавме можност, чест и задоволство ни беше оваа година да прославата по повод Словеничкиот културен празник Прешернов ден ја организираме заеднички со ова основно училиште во Кочани. Инаку Словеничкиот центар Скопје делува веќе 5 години, основан е во 2010 година и континуирано во текот на овие 5 години, секоја година го прославуваме овој словенички културен празник. Сме имали соработка со многу институции низ Република Македонија, со спомен куќата на Мајка Тереза, со кинотека на Македонија, каде што е прославуван овој Прешернов ден. Размислувајќи дека Словеничкиот центар Скопје сака да ја промовира словеничката култура, размислувајќи за тоа дека настаните се случуваат претежно во Скопје, сакавме некој настан да организираме и во некој друг град на Република Македонија. Овој пат го одбравме градот Кочани и соработката со Основното училиште Малина Попиванова. Инаку, Словеничкиот центар Скопје делува на полето на зачувување, развој и унапредување на пријателството помеѓу двете пријателски држави. Делува на полето првенствено на полето на културата, а исто така и на полето на зачувување на идентитетот на словенците кои што живеат во Република Македонија. Знаете, во Република Македонија покрај другите заедници живее и словеничката заедница, луѓе кои што имаат словеничко потекло и нормално Словеничкиот центар Скопје делува и на тоа подрачје да се зачува, значи јазикот, културата, обичаите, фолклорот и сето она што е поврзано со Република Словенија. Како што кажав, Словеничкиот центар Скопје е основан во 2010 година. Минатата година, на крајот од минатата година, на 12 декември, го прославивме јубилеот, годишнината, 5 годишнината од Словеничкиот центар Скопје во Триумфалната капија во Скопје. Настан на кој што сакавме да се заблагодариме на сите оние институции, поединци кои што помогнаа во работењето на Словеничкиот центар Скопје при организирањето на настаните кои што ги организираме тука. И исто така и во оваа прилика би сакал да се заблагодарам до Република Македонија воопшто како држава, бидејќи навистина има разбирање за словеничката заедница која што живее во Република Македонија. И тоа секогаш го нагласувам дека секаде каде сме отишле во било која институција во Република Македонија сме побарале некоја соработка, помош, секогаш сме наидувале на отворени врати, пружена рака на соработка и тоа е навистина нешто што ние како членови на Словеничкиот центар, припадници на словеничката заедница, имаме ние некои нормални македонско потекло и словеничко потекло, сме благодарни и тоа пријателство е вистинско, навистина помеѓу Република Македонија и Република Словенија. Словеничкиот центар Скопје настојува, се труди, верувам дека и во тоа успева, да биде мост. Сакаме да бидеме буквално мост, кој што ќе ги спои двете држави, двете култури и сето она што е културна вредност, научна вредност, да биде представена, сакаме тука во Македонија, значи не само во Скопје, туку и во некои други градови во Република Македонија. Исто така, нормално, сакаме и македонската, сите оние македонски вредности
да бидат представени, се залагаме да бидат представени во Република Словенија. Сме соработували, инаку во досегашното наше 5-годишно постоење, сме соработувале со многу словенечки институции, исто така и со македонски институции. Пред се би сакал да се заблагодарам на соработката која имаме со амбасадата на Република Словенија во Република Македонија. Благодарност до господинот Бранко Раковец, неговата екселенција господинот Бранко Раковец, амбасадор на Република Словенија во Република Македонија и целото на раководство кое е во амбасадата, кое што навистина ни помага при реализација на сите овие настани кои што ги организира Словенечкиот центар Скопје. Исто така морам да се заблагодарам и на службата на владата на Република Словенија за словенците во соседството и по светот, која што го софинансира работењето на Словенечкиот центар Скопје. Кратко околу самите бенефити на Македонија со самото постојање на ваквиот словенечки центар. Па како што реков, ние сакаме и настојуваме да бидеме мост. Да се сближат овие две култури, нашите две држави, пријателски држави. Пријателството, повторно ќе повтораме, вистинско и секогаш биле односите во историјата на назад да погледнеме, секогаш биле добри, прекрасни и настојуваме тоа да продолжи така. Така да сите овие бенефити ја ги гледам во една соработка која треба да продолжи и да се развива и надоградува. Во однос на активностите и Прешернов ден го одбележавте во Кочани, го одбележувате и во други градови. Кратко за Франце Прешерн. Па вака, Франце Прешерн е најпознатиот словенечки поет. Роден е во 1800 година. Имал многу краток живот, починал во 1849 година, токму на 8 септември, затоа е Прешерновиот ден кој е празник и се празнува во Република Словенија како државен празник. Тоа е државен празник, не работен ден во Република Словенија, тоа е најголемиот словенечки културен празник. И на тој ден исто така се доделуваат, морам тоа да спомнам, сите оние награди од областта на културата, се доделува Прешерновата награда, која е исто така една висока ценета награда за луѓе кои што допринеле и буквално ја заслужуваат таа награда. Секоја година во Словенија на тој ден се доделуваат Прешерновите награди. Тоа е во однос на оваа активност. Словенечкиот центар има и други активности, да ги споменеме. Така, покрај одбележувањето на главните празници, големите празници на Република Словенија, исто така Словенечкиот центар Скопје го одбележува денот на државноста веќе 5 години. Сакал да напоменам дека во 2011 година го одбележавме 20 годишното постоење на Република Словенија како самостојна држава. Тоа го направивме на 25-ти, бидејќи тогаш е самостојноста денот на државноста во Република Словенија. Тоа беше во театарот за деца и младенци со една детска театарска представа. Го одбележивме тогашното 20 годишно постоење. Исто така сме го одбележили бидејќи се совпаѓа годината на оваа година, да речеме 25 години од самостојноста и на Словенија и на Македонија. Тоа нормално беше кога се одбележува 20 годишнина од самостојноста на Словенија и Македонија. Исто така и го одбележавме 8 септември. Тогаш во соработка со основното училиште Песталоци во Скопје. Исто така имавме гости од Република Словенија, од Дравоград, исто од основното училиште од Дравоград, основното училиште Незнаних Талцел се вика од Дравоград. Така да покрај тоа што го одбележуваме, значи јубилеите на Словенија, сакаме нормално живееме тука, припадници сме на оваа држава, лојални граѓани на Македонија и сакаме да ја одбележиме некои културни настани, државни празници на Република Македонија. Исто така би сакал да спомнам дека во рамките на Словенечкиот центар Скопје делува театарско-рецитаторска група, која веќе 4 години настапува со различни представи на фестивалот во Словенија, тоа е фестивалот за театарски детски соништа во Љубљана, кој што го организира Словенско младинско гледалишче, позната, односно Пионерскиот дом во Љубљана, позната реновирана институција која што исто така и настапува и во Скопје со своји представи, тоа е реномирана институција. На фестивалов настапувавме секоја година со различна представа.
Понатаму со тие детски представи сме настапили исто така на манифестации во организација на службата на владата на Република Словенија за словенците во соседството и по светот. Тоа беше манифестацијата Добродошли дома во 2013 година. Понатаму би сакал да истакнам дека во Кочани не ни е прв пат да настапиме, ова е втор настап на Словеничкиот центар Скопје и на театарско-рецитаторската група во Кочани. Настапивме на драмскиот аматерски фестивал ДАФ во Кочани со представа на словенечки јазик, со која што исто така претходно бевме во Словенија гости на фестивал. Така да сме соработували со ДАФ и со господинот Благој Пенов, раководител на овој реномиран фестивал. Тоа беше 49-тото издание на фестивалот ДАФ во Кочани. И понатаму продолжувате со ваквите активности. Што е следна активност? Па, покрај сите овие активности би сакал да кажам дека и во рамките имаме и спортски активности. Во рамките на Словеничкиот центар Скопје имаме исто така и фудбалска екипа. Со оваа фудбалска екипа имаме настапено на 2 светски првенства во фудбал. Може би ќе ви звучи чудно, меѓутоа тоа се фудбалски првенства на словенците по светот. Значи световно ногометно првенство словенцев по светот. Настапивме на четвртото, се одржуваат на четвртото светско првенство за словенците по светот. Едното првенство беше, првото на кое настапивме беше во 2011 година, на секој 4 години се одржуваат, исто како светското првенство. Во 2011 година беше фудбалско првенство во голем фудбал, според правилата на ФИФА, со организатор беше Фудбалската федерација на Македонија, на Словенија. Исто така Иселеничкото друштво Словенија во светот од Љубљана, кој што организираше овој светски турнир, светски, како да кажам, светско првенство на словенците по светот. Во 2015, после 4 години, минатата година, учествувавме повторно и морам да истакнам дека имавме исклучително голем успех. Го освоивме пехарот за 3-то место, што беше навистина едно изненадување. Бевме на турнирот, никој тоа не го очекуваше, бевме буквално изненадување. Победивме многу силни репрезентации, овој пат беше во мал фудбал, ова првенство. Победивме Германија, која што представува една навистина сила и без разлика и во фудбалот непрофесионалниот, меѓутоа и во овој дел во кај што ние се надпреварувавме. Понатаму влеговме во надпреварите за 3-то место, игравме со Аргентина, бидејќи знаете во Аргентина има многу голема словенечка заедница и селеници кои што живеат во Аргентина, и идејата беше секоја држава каде што има словенечка заедница да направи своја репрезентација и да настапи на ова светско првенство. Во надпреварот за 3-то место го ја победивме Аргентина со 6-2 и го освоивме, како што кажа, пехарот за 3-то место. Ви благодарам за овој разговор. Верувам дека и понатаму ќе соработуваме и повторно ќе бидете наш гостин во емисијата во Канал Плюс. Исто така и јас ви благодарам за тоа што го покривате настанот, што дојдовте и на настанот во основното училиште Малина Попиланова. Покрај тоа и посебна емисија направивме во која што имав можност да ги представам сите оние активности кои што ги има Словеничкиот центар Скопје. И уште само тоа да кажам, ве поканувам вас и сите оние кои што се заинтересирани, пријателите на Република Словенија, сите оние заинтересирани. Ова беше еден настан дел од месецот на словенечка култура која го организира Словеничкиот центар Скопје. Продолжуваме со настаните на 24 февруари во среда во 13 часот на Филолошкиот факултет во Скопје, на Филолошкиот факултет Блаже Коневски при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Продолжуваме со настани кои ги организираме. Тоа имаме проекција за филм, документарен филм за Примош Трувар. Така да ја искористувам можност да ги поканам сите оние кои што се заинтересирани да дојдат. Настанот се организира со работка со професор доктор Лидија Ризанковска и професор доктор Јасна Котовска, кои се едната предава словенечки јазик, а другата предава словенечка книжевност. Инаку во Македонија и во Словенија, Македонија е веќе повеќе од 50 години има катедра по словенечки јазик, а во Словенија пак има катедра по македонски јазик, каде што се изучува македонскиот јазик. Јас ви благодарам уште еднаш и се надевам дека повторно ќе имаме некоја соработка. Основното училиште се надевам
од Малина Попиванова ќе дојде во Скопје, се надевам некој друг настан ќе организираме. И уште еднаш ви благодарам за сето она што го направивте како телевизија. Благодарам и на вас.